Во ова издание на вестите на ВИС е директорот на јавната установа Детска радост од Струмица, Васил Бубев. Директора, ја почитувате одлуката на ресорните министерства, децата кои што немаат примена вакцина за морбили, да не посетуваат престој во детската градинка. Каква е состојбата овдека во Струмица во сите клонови на Детска радост? Така, согласно одлуките на Министерството за здравство, во координација со нашето Министерство за труд и социјална политика, добивме известување дека сега постои забрана за примање на деца за престој кои не се вакцинирани од морбили. Така да ние тоа и го спроведуваме во нашата градинка. За таа цел можем да кажем дека и немаме деца вакви со ова вирусно заболување. Можеби навремено започнавме и така тераме се додека не добиеме други известувања до кога и како ќе бараме од родителите ние потврдите за вакцинација од морбили. Велите дека ја почитувате одлуката на ресорните министерства, каква е реакцијата на родителите кои што немаат право да ги остават нивните деца во градинката? Така, почитуваме уште од првиот ден на известувањата кои ги добивме од Министерство за труд и социјал. Има понекогаш има некои реакции, но ние кои ќе објасниме на родителите што е всушност целата таа работа, дека е потребно секој дете да биде со примена вакцина, не само заради нивните деца, туку и заради сите наши деца кои што се присутни овде во нашата градинка секојдневно, и со тоа сме заштитени всушност и децата кои што и примиле и кои што ни се присутни секојдневно кај нас во нашата установа. Покрај одлуката на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика, децата да не посетуваат градинка кои што немаат примено вакцини на МРП, каква е одлуката на градинката да не се примаат деца во детска градинка доколку немаат и редовен вакцинален календар? Да, секако, значи со секој прием на нашите деца во нашата градинка, должни се родителите да ни достават потврда за уредно завршени вакцини за нивната возраст. Тоа го практикуваме при самите уписи, но сега додатно ние тоа што со насоките мораме да бараме потврди и за сегашната ситуација на ова вирусно заболување што е прогласено кај нас во нашата држава. Ви благодарам.